Разлика во активностите на пазарот на трудот помеѓу мажите и жените постојат. Значи постои разлика воопшто во бројот на пријавени мажи и жени кои што се активни на пазарот на трудот. Можеме да видиме дека голема е дискрепанцијата, значи само 40% жените ни се пријавени на пазарот на трудот, додека пак мажите ни се околу 70% пријавени на пазарот на трудот. Меѓутоа, она што се јавува како голема разлика е дека жените секогаш работат на нископлатени позиции и дури пак и онде каде што работат на исти позиции добиваат помала плата. А зошто се постои голема разлика во активностите на пазарот на трудот? Би рекла дека тука веќе има голема улога социјалниот момент, затоа што ние сме општество во кое што не се решени социјалните моменти како што е згрижување на деца и чување на родители, или пак од друга страна пак не е решена она работната снага на жената која што ја има во домот или пак во домаќинството или пак во оние домаќински организации или компании кои што ги водат, а при тоа се рачунаат за невработени. Можеме да со сигурност да кажам дека дури 10 до 15% од жените кои што активно работат во домаќинствата, кои што се исто така и профитни домаќинства, тие се рачунаат за невработени жени, иако тие својот век го поминуваат работејќи во тоа едно домаќинство. Така да ако и тие жени ги ставиме на пазарот на трудот и при тоа тие истите бидат пријавени како вработени и заради таа нивна работа им се плаќаат социјалните придонеси и здравство и социјално, ќе видиме дека и бројката на активните жени би се зголемила. Меѓутоа бројката не е таква, ние мораме да работиме, мораме да бидеме свесни дека таа и сива представува и сива бројка на развојот на бизнисот и мораме како општество да работиме на тоа, да го искорениме тоа и при тоа сите да бидат легализирани како работници, вработени и така натаму.